Вести на Канал 8. Заменик министерот за земјоделство Љупчо Николовски викендов оствари работна посета на Кочанскиот регион. При тоа се сретна со земјоделците производители на ориз од неколку населени места. Проблемите во ориз од производството беа главна тема на работната посета што заменик министерот за земјоделство Љупчо Николовски викендов ја реализираше во Кочанскиот регион. При тоа тој се сретна со земјоделците од Чешиново, Спанчево, Тракање и Грдовци, кои го запознаа со потешкотиите со откупот, преработката и пласманот на количините од овогодишната реколта. Исто така, тие се пожалија и на високите трошоци за производство, посебно за ѓубривата и заштитните препарати, а забелешки упатија и заветените, а се уште неисплатени субвенции од страна на ресорното министерство. Тоа дополнително ја отежнувало нивната финансиска состојба, поради што во прашање доаѓала и подготовката на површините за следната сеидба на оризот. Заменик министерот им вети дека ќе се заложи за исполнување на нивните барања, за да можат да ги подмират натрупаните долгови и да ги обезбедат потребните репроматеријали за догодина. Субвенциите да се исплатат веднаш. Груевски да не манипулира со дополнителни субвенции, бидејќи и тие што им следуваат за 2015 година не им се исплатени. Нема земјоделец кој што има добиено субвенции и овде. При тоа, многу луѓе се пожалија и на неисплатени субвенции во 2012, 2013 и 2014 година. Николовски ги запозна земјоделците од Кочанскиот регион дека не се единствените во државата кои чекаат на исплата на субвенции, туку такви случаи имало и во другите региони. Исто така, тој потенцираше дека се направени и други неправилности во доделувањето на државното земјоделско земјиште и исплата на финансиска помош на одредени поединци, за што одговор побарал и од премиерот Груевски. Зошто 3 дена молчи за случајот кој што го објавивме од Министерството, а тоа е огромниот скандал со доделување на државно земјиште од страна на раководителот на неговата подрачна единица во Битола, Илија Србиновски. Колку субвенции има добиено овој човек и неговата сопруга и кои се сите искористени средства од страна на програмите на владата на овој раководител. Николовски додаде дека за решавање на натрупаните проблеми на земјоделците неопходно е да се донесе нов закон што ќе ги регулира недостатоците што биле согледани при средбите на заменик министерот Сонив. Како една од мерките со кои државата треба да им помогне на производителите на ориз, рече тој, е обезбедувањето така наречена зелена нафта, со што уште на стартот ќе се намалат производствените трошоци. Активистите од Општинскиот Црвен крст Кочани го одбележаа Меѓународниот ден на волонтерството. Организираа пригодна свеченост на која на оние кои ги подражуваат во активностите им беа доделени награди и признанија. 5 декември, Меѓународниот ден на волонтеризмот беше одбележан и во Кочани. Волонтерите од Општинската организација на Црвен крст организираа свеченост на која покрај дел од активистите присуствуваа и представници од организациите и здруженијата кои ги подражуваат во работата. Преку подготвена видеопрезентација беа прикажани дел од активностите на волонтерите кои помагаат во реализацијата на зацртаните задачи на Црвениот крст. Ние сме срекни што имаме еден таков ден во кој што ги уважуваме сите оние кои што го дале своето слободно време и труд за да допринесат за заедницата и да го направиме светот едно многу побаво место за живење. Затоа ние денес, како Црвен крст, ги уважуваме нашите волонтери со тоа што ќе доделиме сертификати и признанија на сите оние кои што ни допринеле. Прошева рече дека волонтерите од Црвениот крст од Кочани се вклучени во повеќе хуманитарни активности кон граѓаните, на кои им е потребна нивната помош. Тие помагаат на социјално загрозените семејства, го развиваат крводарителството во Република Македонија и во Кочани. Секако потоа имаме врсничка едукација, го подигаме свеста кај младите за заштита од ХИВ-СИД и сексуално преносливи болести, трговија со луѓе, во поглед потоа за насилството и слично. Општинската организација на Црвен крст од Кочани брои поголем број волонтери, кои се вклучени во сите активности. Одбележувањето на Меѓународниот ден на волонтеризмот се реализира од 1985 година со одлука на Обединетите нации. Со едукативна работилница што се одржа во Кочани заврши националниот карван во рамки на кампањата против насилството врз жените и девојчињата. Организатор на настанот беше невладината организација Зонта клуб од Скопје во соработка со Сдруженијето Еднакви за сите од Кочани.
Тридневниот национален карван што го организираше Сдруженијето Зонта Клуб од Скопје во соработка со невладината Еднакви за сите од Кочани, а со подршка од USAID, заврши викендот со одржување едукативна работилница. Настанот беше дел од меѓународната кампања против насилството врз жените и девојчињата, што секоја година се реализира во периодот од 25 ноември до 10 декември. Работилницата што се одржа во Кочани беше наменета за личниот развој на поединецот, односно како жената може да ја заекне самодовербата. Насилникот е силен кога ние му дозволуваме да биде силен. Оваа работилница има за цел да ја подигне самодовербата на оние кои што присуствуваат на работилницата и да им овозможи самите себе си да си се развијат понатаму, да знаат како на некои работи да им кажат не, кои работи да си ги стават, како да си ги подредат приоритетите, што да си стават дека ете ова е итно и морам да го завршам, а ова може да се одложи, не е итно, затоа што ние некако во денешно време со сета оваа технологија се не е итно. Трчаме лево, десно на сите страни. Во карванот, чија централна точка годинава беше Кочани, се вклучени и Скопје и Пехчево. По работилницата во Кочани, символично обоениот жолт автобус замена за Пехчево, каде учесничките во кампањата реализираа уште една едукативна работилница за елиминирање на семејното насилство. На крајот, средбата заврши со заедничко дружење и забава. Во полицискиот билтен од викендот доаѓаат информации за кривична пријава против 36 годишна виничанка за фалсификување пари. Исчезнато лице од Грљани пак било пронајдено починато на селските гробишта. Надворешната канцеларија за криминални работи од Кочани поднесе кривична пријава против 36 годишната ЗА од Виница поради постоење основи на сомнение од историла кривично дело фалсификување пари. Пријавената со намера да се стекне со противправна имотна корист, откако набавила една фалсификувана банкнота во апоен од 100 евра, на 30 октомври годинава ја пуштила во оптек. Имено при набавка на цигари за нејзината фирма во Виница, на дистрибутерот таа му платила со фалсификуваната банкнота. Во саботата пак на 5 декември околу 10 часот и 30 минути ВА од Виница на гробиштата во селото Грљани го пронашол безживотното тело на неговиот татко, кој близу 3 недели бил пријавен како исчезнато лице. По наредба на јавниот обвинител бил извршен увид на местото на настанот, а од страна на лекар телото на починатиот било прегледано, при што е констатирано дека нема траги на насилство. Подоцна телото било предадено на семејството за погреб. Семејство од виничкото село Градец било жртва на насилство на нивен соселанец, пошто случајот го пријавиле во полиција. Очекуваат надлежните да преземат мерки за санкционирање на насилникот, затоа што се уште не се чувствуваат безбедно. Физички напад доживеал Јоцо Серафимов од селото Градец Виничко, при што се здобил со видливи телесни повреди, заради кои завршил во болница. Вели дека сторител на нападот бил негов соселанец, кој без причина се нафрлил и го удирал безмилосно, пошто тој паднал во безсознание, па ни самиот не знае како се спасил од тупаниците. Предходно насилникот се обидел да го потпали помошниот објект во близина на неговата семејна куќа. Настанот се случил пред околу една недела, пошто најблиските од семејството го пријавиле во полициската станица во Виница. Значи инспектори се доаѓали тука извештачили се, направили се како што треба и чекаме резултати. Пријавиме, полицијата треба да си преземат мерките. Ако не се преземат, значи има и други надлежни за да идеме напред. А не може така да некој да прави тука нереди по село, по градови. Полицијата за тоа и треба да си преземат они мерки. Серафимов вели дека станува збор за лице чиј идентитет е познат, па очекува надлежните да преземат мерки против него. Освен неговото семејство, загрозени за својата безбедност се чувствувале и соседите, затоа што имало закани дека ќе бидат подпалени и околните куќи. Братот на оштетениот вели дека се уште се видливи трагите на објектот што требало да биде подпален, но и од насилството врз лицето на неговиот брат. Има тешки повреди, после пожаро се деси тепачка. И да не е било едно лице, на место ќе се го утепали. 4 брчеди. Вие знаете ли за кој лице? Да, знаеме, се е пријавено, сите дојдуе инспектори, сите сликаат тука, дојду
во неделя, тоа се деси у петок вечер. У петок вечер, ја го веќе е на недела, нема ништо. Ние сме уплашени сите и комшии, и комшиите да не се били комшиите, ќе изгорела цела мала тука. А е подметено на пожарот со бензин. Серафимови не знаат дали инцидентите што ги доживеале можат да се повторат, но и понатаму стравуваат за својата безбедност. Затоа бараат надлежните да преземат поефикасни мерки против насилникот, за да се врати мирот во населбата. Оделението за администрирање на даноци и такси во општина Виница ги информира своите даночни обврзници дека во тек е подготовка на решенијата за присилна наплата на заостанатите долгови по основ на данок на имот и комунална такса. Поради тоа ги повикува сите правни и физички лица кои не ги подмириле своите обврски спрема локалната самоуправа, тоа да го направат во најкраток можен рок, за да не се соочат со блокирање на сметките. И за крај информацијата од спортот. По завршувањето на есенскиот дел од првенствата во фудбалските и пинг-понгарската лига, викендов имаше малку настани на спортски план, во кој учествуваат екипите од Кочани. Кошаркарите на баскет, Дино и во третата и во М18 лигата се поразени на гостувањето во Скопје. Викендот во Скопје се одигра одложениот надпревар од седмото коло на третата кошаркарска лига за мажи помеѓу екипите на Карпош Соколи и Баскет Дино. Со оглед дека скопјани се лидери на табелата и една од најдобрите екипи, се очекуваше нашите кошаркари да имаат тежок надпревар, што се потврди на теренот. Сепак кочанската екипа им пружи силен отпор и во текот на целиот надпревар не им дозволи на домашните да направат голема кош разлика. На крајот концентрацијата попушти, што придонесе да загубат со резултат 79-65. Следното 8 коло се игра во вторник, на 8 декември, а нашите кошаркари се слободни. Младите кошаркари на Баскет Дино пак, кои се надпреваруваат во М18 лигата, исто така гостуваа во Скопје на надпреварот против екипата на Илинден. И тие не идоа на силен противник и слично на постарите клубски колеги претрпеа скоро идентичен резултатски пораз од 80 спрема 65. Во осмото коло, тие ќе играат на домашен терен против екипата на Борец Баскет од Велес, која во претходниот меѓусебен дуел веќе има добиено еден надпревар во своја корист. И уште една информација од спортот. Кочанските гимнастичари викендов учествуваа на меѓународен меморијален турнир што се одржа во Нови Сад, Република Србија. Во силна конкуренција на учесници од 13 држави, тие имаа солиден настап. Гимнастичарите Антонио Јаношевик, Јана Николова и Ристе Симеонов од клубот за гимнастички спортови Кочани беа македонски учесници на меморијалниот турнир Лаза Крстик, што викендот се одржа во Нови Сад, Република Србија. Според информациите од тренерот на клубот Николче Колев, станува збор за силен турнир на кој учествувале над 250 гимнастичари од 13 европски земји, но и од африканскиот континент, кои се сметаат за велесили во овој спорт. Нашите млади спортисти и во машка и женска конкуренција имале солиден настап и оставиле добар впечаток кај судиите и публиката. Подзабележителен резултат оствари Антонио Јаношевик, кој го се квалификуваше во финалето по справи во 8-те најдобри, и тоа на партер, на прескок и на вратило. На прескок го зазеде 6-то место, додека на вратило и на партера беше 8. Задоволен сум од нивниот настап, секако и ова е едно големо искуство и за надпреварачите, и за мене, за нови техники да получиме, да видиме нови начини и методи на работа, во кои што ќе ги примениме овде во Македонија, па и надвор на други надпревари. На турнирот во Нови Сад, клубот за гимнастички спортови Кочани настапил самостојно, а не како национален тим, со оглед што трошоците за патувањето и престојот во Србија го платиле сами. И покрај барањата од Македонската федерација за гимнастички спортови не добиле никаква финансиска или друга подршка.
Временската прогноза беше последната информација во вестите. Повеќе информации имате на kanal8.mk. Довидување.